Колега Битики, немав намера да се јавам за реплика, ниту да дискутирам, затоа што јасни се тезите во овој закон, меѓутоа вие испровоциравте со вашите говори, па вие бевте член на влада. Ниту еден говор нема никакво значење ако нема факти и аргументи во него. Хајде да разговараме за фактите. Кажете на седници на влада на која вие сте присуствували, вие сте гласале, колку илјади метри квадратни земјоделско земјиште е пренаменето. Еве кажете со бројки. Еве, на крајот на 2023 вие имате 8.000 метри квадратни земјоделско земјиште во Радовиш кој е пренаменето, вие сте гласале за. На седница на влада сте. Имате пренамена на земјоделско земјиште за хотел во Свети Николе. Вие сте биле на седница на влада, сте гласале за. Имате пренамена на земјоделско земјиште за бизниска во Гевгелија, вие сте гласале за, сте биле присутни на седница. Имате пренамена на 50.000 метри квадратни земјоделско земјиште во општина Брвеница, вие сте биле на седница на влада, сте гласале за. Едно прашање само, едно одговорете ми. Дали имавте позитивно мислење од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство? Или гласавте без мислење на Министерството? Ве молам, немојте да ја замајувате јавност. Тие кои што не гласаа се земјоделци и добро ја познаваат оваа проблематика и добро ги познаваат вашите бизнис интереси и добро знаат како наместо да се занимавате со заштита на земјоделецот, вие решивте да штитите бизнис и затоа имавме најголема инфлација кога станува збор за храната, затоа што решававте на владини седници, а денеска овде ни држите предавање и ни кажувате приказки. Да не се навраќаме на годините нанадзад, затоа што за многу огромни површини станува збор за кои што воопшто и не чекавте мислење од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Затоа, само одговорете ми на ова прашање. Дали имавте мислење од ресорното министерство кога гласавте за пренамена? Ви благодарам. Благодарам. Дали има некој друг?